Вести во 9 ви благодарам што сте со нас. Релативно стабилна е состојбата на сите повредени пациенти. Ова е последната информација која официјално ја сподели Министерството за здравство вчера доцна попладнето. Некои информации кои што доаѓаат од соседството велат дека има подобрување на состојбата кај еден од пациентите. За повеќе детали ја барам колешката Миријана Давидовска која од утрово ја следи состојбата на повредените. Мими, кои се најновите информации? Да, имаме последни информации од Војно-медицинската академија од Белград. Оттаму лекарите велат дека кај еден од повредените пациенти во пожарот има подобрување на здравствената состојба и тој од интензивна нега е префрлен на клиниката за пластична хирургија. 10 лица повредени се хоспитализирани на ВМ, од кои 6 на интензивна нега и според лекарите оттаму нивната состојба е тешка и многу сериозна. Велат дека еден пациент кој што има подобрување на здравствената состојба го напуштил оделението на интензивна нега, но тоа е велат чекор кон подобрување на целата состојба, но и понатаму остануваат да го третираат и да се грижат за сето она што ќе се појави како неопходно во однос на лекарскиот третман, но велат дека неговиот живот повеќе не е во опасност, иако како што велат дека имаат голем број на предизвици за борба за закрепнување на сите пациенти кои што ги третираат во белградската ВМА. Инаку заменикот министер за здравство Јовица Андоновски заедно со представници од Министерството го посетија Универзитетскиот клинички центар во Ниш, каде што исто така се третираат дел од повредените кои што беа таму препратени. Според информациите добиени од лекарите од оваа болница, 2 пациенти се во стабилна состојба, додека еден пациент е во потешка состојба и сите остануваат на понатамошен внимателен лекарски надзор информираат од кабинетот на заменик министерот кој беше таму во посета. Вкупно 101 пациент се транспортирани во некои од соседните или пак подалечните европски странски здравствени центри. Имаме и најновата информација од координаторот. Предлагам во продолжение да слушнеме. Упатени се дополнително пациенти во Шведска, во Италија и во Чешка. Би сакал да кажам дека вкупната бројка изнесува 107 пациенти, но секако во странство прецизните информации ќе ги имаме малку подоцна. Сакам да кажам од она што го добиваме според земји, во Турција имаме 9, од кои што 3 се интубирани. Во Грција имаме 12 пациенти. Во Србија имаме 30 пациенти, од кои што 11 се интубирани, односно дишат на машина. Во Бугарија имаме 15 пациенти, од кои што 7 дишат на машина, а 8 се извадени од вентилатор. Во Будимпешта имаме 6 пациенти, во Литванија имаме 4 пациенти, од кои што сите 4 се интубирани. Во Словенија имаме 4 пациенти, во Хрватска имаме 5 пациенти, во Полска имаме еден пациент кој што е изваден од машина, односно дише сам, од два вкупно, еден дише сам. Во Австрија имаме 6 пациенти, од кои што еден е изваден од апарат. Во Италија имаме 4 пациенти кои што се пренесени вчера и чекаме точни информации каква е прецизната состојба. Во Белгија има 4 пациенти. Во Шведска има 2 пациенти и во Чешка по последните информации имаме 2 пациенти. Следниве 24 часа дека немаме починат пациент. Може да се очекува до петок да имаме пациенти кои што ќе бидат пуштени на домашно лекување. Секако од кога ќе бидат извршени сите исследувања и испитувања, кога ќе сме сигурни дека тоа е безбедно, што представува вака еден добар знак за барем за оние полесните случаи, затоа што голем проблем сега кој што се јавува и кој што добиваме информации од надвор е дека не се типични изгорениците кои што се од вдишаниот топол воздух, односно не знаеме точно комбинацијата на тие пластични растопени маси, азбестни честички и сето она што е вдишано како изгорен воздух, точно каква смеса и какви штети прави. Но веројатно треба токсиколошки да се потврди за што станува збор и да се види дека да знаеме точно каква е таа интоксикација. Значи две работи се и изгореници
и интоксикации со кои што треба да се бориме и да се справиме за да знаеме точно што е. Важи препораката сите кои што не биле на настанот, а не се прегледани, да се јават на доктор при најмала симптоматологија која што ќе им се појави. Вообичаено нашите тимови, матичните лекари се информирани за да каде да ги упатуваат, но сега ќе се бориме и со онаа втора фаза на психолошкиот момент. Значи, веројатно кај овие луѓе ќе се јават и психолошки проблеми, заради тоа имаме клетка на екипи, психолози и психијатри кои што се на терен и кои што стојат на располагање на сите оние кои што ќе побараат помош. Бројките постојано се менуваат, бидејќи во зависност од тоа колку ќе влошени и какви се последиците, односно повредите кои што настануваат, се препраќаат пациенти постојано во некои од странските здравствени центри. Од оние кои што остануваат овде на понатамошен третман во домашните клиники, 11 се во Универзитетската клиника Свети Наум Охридски, од каде што се јавуваме, и од тука информациите кои што ги сподели со нас директорот е дека тие се во релативно стабилна здравствена состојба. Од овие 11 3 се постари малолетници, во продолжение ве изјавата. Бројката е 11, исто како и во текот на вчерашниот ден. Состојбата е стабилна на сите пациенти. Се продолжува со неинтензивниот третман, лекување, хируршка обработка на раните. Така за денеска се планираат повторно обработки на оние пациенти кои што се ставени на хируршкиот програм, така да состојбата е стабилна. Од овие вкупно 11 и вчера пренесовме дека 30 малолетни деца. Имате ли соодветен третман и за нив? Да, тоа се постари малолетници, да речеме 16-17 години, така да третманот е соодветен апсолутно, заради тоа што самата клиника има и оддел за детска хирургија, во соработка со колегите од пластична хирургија се третираат соодветно. Во вашата болница пристигна исто така странски експерти, односно колеги ваши од странските здравствени центри. Каква конкретна помош добивате? Помошта е секако добре дојдена и драгоцена во секој случај. Во нашата болница се дојдени колеги од Израел, кои што беа во текот на завчерашниот ден, денеска повторно ќе бидат тука, значи како со совети во однос на третманот и планот за третман, така и директно учествуваат во самата обработка и терапија на изгонените. Може би е малку неблагодарно, но какви се вашите прогнози со оглед на тоа дека гледаме дека бројката постојано се менува, особено од оние кои што се сместени во клиничкиот центар, дел од нив и во текот на вчерашниот ден беа упатени во странските здравствени центри. Кај вас за овие 11 пациенти каква е состојбата? Како што напоменав и на почетокот, состојбата е стабилна. Бројките тоа е точно се менуваат, но неколку пати повторив дека состојбата се менува, може да се смени од час во час, така да будно ги следиме пациентите и нивната состојба, доколку се укаже потреба, нормално дека ќе се организира транспорт. Сега за сега нема потреба од таква работа и заради тоа се уште тука. Александар, од 50 до 60 пациенти можем да кажем дека се уште се лекуваат на некои од клиниките во Македонија. Ова го велам бидејќи ние се уште немаме најточната и прецизна информација од страна на Министерството за здравство, односно најнова. Дел од овие пациенти се лекуваат во некои од приватните клиники, 11 како што кажав овде во Универзитетската клиника Свети Наум Охридски. Предпоставувам дека се уште заседава кризниот штаб и дека во скоро време би ги имале и последните и точни информации најнови за состојбата на пациентите кои што се лекуваат на домашните клиники. Да, Мими, ти благодарам за овие информации. Ние одиме и во Кочани, таму е колегата Зоран Јаневски. Зоран, каква е атмосферата во Кочани? Вчера имаш информација дека истрагата се шири. Кои се последните информации во врска со проширувањето на истрагата? Да, од вчера истрагата е проширена и врз 7 полициски службеници вработени во СВР Штип и полициската станица од општа надлежност овде во Кочани. Предметот го отвори јавното обвинителство за гонење организиран криминал и корупција, каде работи специјализираното одделение за гонење кривични дела сторени од страна на полициски службеници. Според истражната постапка, за нив постои основано сомнение дека сториле
извршиле кривично дело тешки дела против општата сигурност. Тие се теретат дека како службени лица вработени во СВР Штип и полициската станица Кочани, како соизвршители, изготвувајќи, подпишувајќи и одобрувајќи позитивна согласност му овозможиле на правното лице собственик на дискотеката да се стекне со лиценца за вршење угостителска дејност кабаре, иако објектот не ги исполнувал законските услови за работа. За сите овие лица во текот на вчерашниот ден Скопскиот кривичен суд им одреди 30-дневен притвор во истражниот затвор Скопје во Шутка. Лицата кои беа доведени на распит пред судија на истражна постапка и во текот на спроводот до истражниот затвор не сакаат да коментираат за она што сториле, за тоа што ги гони обвинителството за гонење организиран криминал и корупција. Имаме дел од атмосферата да ја погледнеме. Не се чувствуваме. Знаете ли што потпишувате и како ли документи? Знаете ли дека е фалсификувана оваа дозвола за дискотеката? Дали се чувствувате виновен? Дали сте поранешен работа на МВР? Сега ще чувствувате вина? Не, само. Според истрагата на обвинителството и полицијата, овие 7 думи полициски службеници се обвинети дека предизвикале значителна опасност за животот и телото на луѓето, со што на 16.3, односно во неделата рано наутро, настанала пожар во кој починале 59, а близу 200 лица се здобиле со тешки телесни повреди. Имаме изјава, предлагам да ја погледнеме. Првиот како главен инспектор за сообраќајни работи во одделението за полиција при СВР Штип и вториот како самостоен инспектор за планирање, резервен состав, превенција и справување со кризни состојби, констатирале дека кабарето ги исполнува законските услови во делот на заштита на јавен ред и мир и во делот на сообраќај. Третиот како началник на одделение за полиција во СВР Штип и четвртиот како началник на СВР Штип одобриле и подпишале известување до Министерството за економија во кое е констатирано дека кабарето ги исполнува законските услови и со тоа што не извршиле целосна поврака пред да ја издадат и одобрат позитивната согласност за издавање на лиценца за кабаре, сториле незаконитост. Вкупно со се оние лица кои што денес ќе бидат изведени пред судија на претходна постапка, тоа се 19 со лицето од економија и 7 началници и останати полициски службеници од МВР, тоа ќе бидат значи вкупно 26. Но ова не е затварање на списокот на осомничени. Зошто? Заради тоа што огромна документација се разгледува. Инаку, паралелно со процесот кој што го води обвинителството за гонење организиран криминал и корупција, се води процес и овде во Кочани, односно јавното обвинителство Кочани. За прибирање докази за целиот случај, веќе 19 мина се наоѓаат во краткотраен притвор во трајање од 48 часа. Според првичните проценки, според досега прибраните докази, се укажува дека најголем дел од лицата ќе одговараат за тешки дела против безбедноста, но како што велат надлежните се упатува и на сторени кривични дела како подкуп, фалсификување, злоупотреба на положбата и неовластена употреба на пиротехнички средства. За овој случај кој што се води овде во јавното обвинителство во Кочани, осомничени се поранешниот министер за економија Крешник Бектеши, екс-директорите на Дирекцијата за заштита и спасување и пазарниот инспекторат, државната секретарка од Министерството за економија, како и сопственикот обезбедување и вработени во дискотеката. Александар? Зоран, гледам дека на плоштадот веќе се поставени овие
сликите од жртвите. За денеска е закажан и погребот, има посебни протоколи. Кои се деталите? Да, денеска овде во Кочани е неработен ден, како што можат да забележат и гледачите. Уште од рано утринава овде на градскиот плоштад во Кочани се уште доаѓаат луѓе да запалат свеќа, положат свежо цвеќе и да се потпишат во отворената книга на жалост, а за точно напладне е предвидена погребот на повеќе од 30 лица кои во неделата рано наутро го загубија животот во пожарот кој што се случи во дискотеката Пулс. Освен овде во Кочани, денеска погреби ќе се одржат и во Штип, Проби Штип и во Скопје. Членовите на бендот ДНК кои починаа во пожарот ќе бидат погребани денеска во Скопје и Струмица. Пејачот на бендот Андреј ќе биде погребан на гробиштата Бутел во Скопје, а членката на бендот и професорка на факултетот за музичка уметност Сара Пројковска на гробиштата во Лисиче. Погребот на младиот музичар од Струмица, тапанар на бендот Ѓорѓи Ѓорѓиев, ќе биде на градските гробишта во Струмица. Во текот на вчерашниот ден пак беше објавена информацијата дека денеска под посебни протоколи ќе се одвива погребната церемонија. Локалните власти ја објавија и маршрутата, односно рутата по која ќе се движат возилата со посмртните останки на загинатите од трагичниот пожар кој што се случи во неделата рано наутро. Имам изјава од портпаролот на владата, предлагам да ја погледнеме. Државните институции се препорачува на локалната самоуправа и работодавачите од приватниот сектор да ги ослободат од работа и работни обврски сите вработени на подрачјето на Кочани. А здравствените установи, образовните установи и установите за згрижување и воспитување на децата, овде се мисли на градинките, да организираат вршење на услуги согласно потребите. Се задолжува Министерството за внатрешни работи да ги превземе потребните безбедности и сообраќајни мерки. Се задолжува Министерството за здравство во соработка со Центарот за управување со кризи и Црвениот крст да обезбеди амбулантни возила. Територијалната противпожарна единица Кочани да ги превземе пак мерките и активностите согласно своите надлежности. Инаку од Министерството за внатрешни работи подсетуваат дека во текот на денешниот ден забраната е употребата на дронови во општините каде што ќе се одвиваат погребните церемонии за загинатите од трагичниот пожар во неделата рано наутро и како што велат секоја употреба на дронови е казнива и ќе биде санкционирана. Зоран, ти благодарам за сите информации. Остануваш во Кочани, ке ти имам и во пладневните вести. Беше тоа Зоран Јаневски, кој што информираше за текот на истрагата во Кочани. А премиерот Мицкоски вели дека истрагата за нелегалните лиценци ќе биде проширена, а со законот ќе се соочат и оние клубови кои досега работеле, а не ги исполнувале условите. Премиерот, кој вчера ни беше гостин во тема на денот, вели дека од одговорност нема да побегне никој, без разлика кој и од каде доаѓа. Еве дел од разговорот кој со него го водеше Иван Кузмановски. За сите оние кои што било како допринеле со милиметар да се случи ова кој што се случило, ќе има одговорност, без разлика дали се тие од ВМРО ДПМН, дали се од СДСМ, дали се од Демократската унија за интеграција или од некоја друга политичка партија. Без разлика дали се македонци, албанци или други, дали се христијани или муслимани. За секој оној кој што ќе биде утврдена одговорност ќе одговара, но не само за овој случај, ќе одговараат и за многу други случаи кои што во минатото кај граѓаните и во нивната меморија оставија чувство на сомнеш дали е се навистина постапено онака како што требало да биде постапено или не е постапено. Сега е моментот се она кое што порано било оставано под тепих да биде откриено и се она кое што било оставано под тепих да биде решено. Ние тргнавме, јас тоа го кажувам често пати до сега, запирање нема. И ќе одиме до крај. Сакаат да видат крај, ќе го видат крајот. Морам да ме прашаме вака како обичен граѓанин, не сметате дека има некаква одговорност кај актуелните полициски службеници началници со оглед на тоа дека вакви забави, концерти секој викенд се одржувале во дискотеката во Кочани и дали постапувањето во насока секој викенд да имало контроли во таа дискотека ќе спречело малолетници да одат во тој објект? Јас не можам ништо да кажам дали постои или не постои, затоа е обвинителството тука,
затоа е Министерството за внатрешни работи, затоа е истрагата за да покаже и докаже. Можеби некој и од тие кои што во овој момент се обезбедени ќе се утврди дека немаат вина и ќе бидат ослободени, ќе дојдат некои други. Но не само за овој случај. Ние имаме за многу други случаеви каде што исто така се истражува сега и ќе се утврдува одговорност. Еве, например, денеска пред да дојдам овде кај вас на ова интервју, добив информација од Државниот пазарен инспекторат дека се проверени повеќе од 60-70 локали. Дури и оние кои што постојат важечки лиценци. Повеќето од половината не ги исполнуваат минималните технички услови. Две лица се приведени за огнометот кој вчера во денови на жалост го запалија во градскиот парк во Скопје. Според информациите станува збор за роденденска забава која се одржувала во угостителски објект во градскиот парк. Вчера околу 21:25 во СВР Скопје е пријавено дека во градскиот парк во Скопје има огномет и не се почитува одлуката на владата за 7-дневна жалост. Веднаш е постапено од страна на полициските службеници на СВР Скопје и утврдено е дека во угостителски објект во градскиот парк била организирана роденденска прослава, при што од страна на 18 годишни лица бил запален огномет. Тие се лишени од слобода и задржани во полициска станица, а по документирање на случајот ќе биде поднесена соодветна пријава во согласност со кривичниот законник, информираше МВР во писмено соопштение утро. 58 годишен кумановец, собственик на кабаре во Куманово, вчера е приведен во рамки на најавените засилени полициски контроли на ноќни клубови и кабареа на територијата на државата. Според информациите што ги објави МВР во врска со случајот, собственикот на кабарето бил затекнат како од своето возило паркирано пред угостителскиот објект изнесува противпожарни апарати и ги внесува во клубот. Веднаш потоа полициски службеници од СВР Куманово извршиле контрола во објектот каде што пронашли и одземале пиротехнички средства. Лицето е лишено од слобода и во полициска станица во присуство на адвокат, со него извршен службен разговор, а од инспектор за заштита и спасување издадени се прекршочни платни налози, издадено е решение за забрана за работа до отстранување на неправилностите, информираат од МВР. Очигледно засилената борба против корупцијата која што се најавува не го загрижила раководителот на оделението за урбанизам во општината Маврово Ростуше, па тој вчера во ресторан во Скопје се договорил со инвеститор да му даде 13.000 евра за да му издадат соодветна дозвола за градба. Го фатиле на дело. Имено тој побарал подкуп од 13.000 евра и ветил дека ќе биде одобрен урбанистички проект за градење на апартмани и сместувачки капацитети, а требало да се исплати во неколку рати. Лицето е лишено од слобода при исплата на парите од првата рата во објектот во Скопје, откако биле претходно криминалистичко технички обработени. Исто така бил извршен претрес на лицето и службеното возило и биле пронајдени предмети од интерес на истрагата, информираше Министерството за внатрешни работи. Земјотрес со Рихтерова локална магнитуда од 2 степени вчера е почувствуван во Струмица. Телеметриската сеизмолошка мрежа на Република Македонија на сеизмолошките станици инсталирани широм нашата територија, одржувани од Сеизмолошката обсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, во 20 часот и 41 минута регистрираше уште еден земјотрес чиј епицентар потекнува од епицентралното подрачје Струмица на 118 км југоисточно од Скопје со Рихтерова локална магнитуда од 2 степени, информираат од Сеизмолошката обсерваторија.